Многумина мисла дека воскресението е кулминација и се она што значи достигнување на крајната цел на спасението. Но ние, колку и да му звучи на некој тоа чудно, нашето спасение не се остварува само во достигнувањето на вечен живот. Со тоа што Христос воскресна и ни овозможи и нам живи да бидеме и да воскреснеме и спас од трулежот и од смртта и излегување од гробовите, не е спасение само по себе, туку воспоставување, повторно воспоставување на личностниот однос со Бога и Отецот, кој што го нарушија нашите прародители, отпаѓајќи од Него со непослушание. Оти, ако вечниот живот и безсмртноста се цел сами по себе, а надвор од заедница со Бог, тоа го имаат и демоните, тоа го имаат и грешниците во пеколот. Вечен живот, надвор од заедница со Бог, во нивната неспособност да општат и да заедничарат со Бог. Така што тоа не е спасение, животарење. Не ни можеме да го наречеме битисување таквиот начин на постоење, надвор од Бог. Оти воскресение ќе имаат и грешниците и праведниците. Сите ќе воскреснат. Не е спорно воскресението. Затоа велам, воскресението не е цел само по себе. Не е гаранција за спасение. Едните ќе воскреснат за живот вечен, другите за вечна смрт и за осуда. И токму заради тоа, драги браќи и сестри, ние овој ден, овој светол празник го нарекуваме Спасов ден, а не денот на воскресението. Денот на воскресението го нарекуваме Велик ден. Не беше доволно Христос само да воскресне. Тоа нема никаква врска со нас, со повторно воспоставување на личностниот однос, на нарушениот личностен однос со Бог и враќањето на истото место од каде што отпадна нашите прародители, во прегратките на Бога и Отецот. А Христос токму тоа го прави денес. Доброволно дојде и се воплоти и стана човек. Пострада доброволно, беше погребан и воскресна тридневен, но се враќа во прегратките на Бога и Отецот. Прегратките кои што никогаш не ги напушти како Бог. Но се враќа земајќи ја човековата природа која што доброволно ја прими со себе. Се враќа како, не само како човек и не само како Бог, туку се враќа како Богочовек, совршено, нераскинливо, соединувајќи ги Бог и човекот во себе. И не само тоа, туку нашата човечка природа ја седна од десната страна на Бога и Отецот и не овенча со слава нашата природа, ја овенча со слава каква што немаат ниту ангелите. И затоа, драги браќи и сестри, ние немаме друг пат назад при Бога и Отецот, освен преку Господа Исуса Христа. И нема друго име дадено на луѓето, како што рекле апостолите Петар и Јован кога ги биеле и кога ги затвориле. Зашто ни пишува свети апостол Лука во делата апостолски. Велат, нема друго име дадено на луѓето преку кое што може да се спасат освен името на Господа Исуса Христа. Затоа, драги браќи и сестри, за нас Исусовата молитва е непрестајно вознесение. Активно и динамично учество во овој славен настан на вознесението Христово.
Оти непрестано повторувајќи Господи Исусе Христе, помилуј ме. Ние бараме учество во славата Негова и заедница со Него. А оној кој што нераскинливо е соединет со Него, оној за кого што Богочовекот Христос станал неотуѓиво богатство, собственост на Неговото срце. За Него сите аспекти, сите моменти од омостреот на спасението се неотуѓиво богатство, исто така, вклучително и вознесението. Исусовата молитва, умносрдечната молитва е непрестајно служење, можност да се биде ежемиговен слуга Божи, а во исто време вознесение и спасение, заради тоа што Он вели, каде што сум јас, таму ќе биде и слугата мој. А гаранција дека во секој еден миг сме слуги Божи е повторувањето на оваа спасоносна молитва, на името, единственото име преку кое ни е овозможено да се спасиме и живи да бидеме. Местото каде што седи Христос од десната страна на Бога и Отецот им е подготвено на оние кои што го љубат Бог. А оние кои што го љубат Бог, тие не зборуваат ништо, не мислат на ништо друго, освен на љубение. А непрестајно повторување и заклучување на нашиот ум во зборовите на молитвата Господи Исусе Христе, помилуј ме, е израз на таа љубов. За секој од степените на молитвата различен, но сепак љубов. А вистинската и совршена љубов ја живее човек тогаш кога ќе се соедини со Бог, кога ќе се соедини со Светиот Дух Божи. И тогаш за него не важи ниту еден закон. Заради тоа што го исполнил сиот закон, исполнувајќи ја заповета за љубовта. На тоа и мисли блажен Августин, кога вели: љуби и прави што сакаш. Но ние имаме испревртени критериуми, испревртена представа за љубов. Заради тоа што Бог не сме го познале. Оној кој што го познал Бог, тој знае дека љубовта секогаш подразбира жртва. И дека љубовта се покажува и се живее единствено на крстот. А оној кој што е распнат на крстот, тој љуби вистински и тој може да прави што сака. Бог му допушта да прави што сака заради тоа што Бог знае, има доверба дека нема да направи ништо што е спротивно на љубов. А ние упорно сакаме да избегаме од крстот Христов. Така, драги браќи и сестри, за нас ден на спасението, момент на спасението е вознесението Христово. Ние сме спасени, но за да земеме учество и да седнеме таму, да бидеме таму каде што е Господарот наш и Господ наш, мораме на целиот наш живот да постане едно непрестајно служење.